Традиционалниот општински крос надпревар кој се одржува веќе 5 години во Крива Паланка како првомајски крос, годинава се одржа на 25 април петок во организација на локалната самоуправа на општина Крива Паланка. За разлика од претходните години, годинашниот општински крос надпревар е поддржан од повеќе национални институции со цел напредување и популаризирање на овој спорт кај младите. Имено, за прв пат општинските крос надпревари се поддржани од Министерството за образование и наука на Република Македонија, Агенцијата за спорт и млади, Федерацијата на училишни спортови и Националната атлетска федерација. На крос надпреварот учествуваа ученици од 3 до 8 оделение 9-годишно образование во основните училишта Илинден и Јоаким Крчевски од Крива Паланка, со по 5 најдобри ученици во секоја конкуренција кои претходно победиле на училишните надпревари. Се трчаше од 8 појдовни локации, а крајната цел беше градскиот плоштад. Учесниците беа поделени во 4 категории во машка и женска конкуренција, кои се натрчуваа на делници од 400 до 800 метри. Иако делниците за некои представуваа само уште едно опробување и докажување на сопствените капацитети за мегдан на кралицата на спортовите атлетиката, сепак за други представуваа вистински напор. За таа цел општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка и Здравствениот дом Крива Паланка беа на терен со своји екипи и помогнаа во беспрекорната организација на настанот. Задолжени за спроведување и реализација на трките пак беа наставниците и професорите по физичко образование од образовните институции, Средното општинско училиште Ѓорче Петров и двете основни училишта Илинден и Јоаким Крчевски, а неодминлив е и трудот на повеќето инволвирани волонтери на Црвениот крст и неколкуте ученички од Илинден и Средното општинско училиште, кои со својот придонес ја надополнија реализацијата.
првиот човек на општината кој е организатор на кросот, но и раководните лица на училиштата го поздравија настанот за кој едногласно потврдија дека со сигурност ги унапредува спортските перформанси на младите и го јакне нивниот дух. Ова година се вклучија и другите институции, како што кажавте. Мислам дека се помина во најдобар ред. Децата има еден прекрасен ден, така ги скративме часовите во училиште за да може да учествуваат учениците и така. И ни се погоди и времето и мислам дека е навистина убаво. Присуствува и во голем број учениците, но не само тоа, и масовно и граѓаните се вклучија во присуство и поддршка на учениците. Ќе остане ваквата традиција? Што значи ова за спортската иднина на кривополаничките дечиња? Па да, мислам дека ова ќе го продолжиме. Јас како градоначелника и сите ние сакаме да имаме здрава младина, вложуваме во спортот, во Крива Паланка. Гледате дека секојдневно се прават некои проекти за развој на спортот во градот. Ние како општина иницииравме преку владата, преку Агенцијата за млади и спорт. Изградивме тениски игралишта, повеќе наменско игралиште изградивме, сега уште едно ќе се гради. Спортска сала во населбите исто така, работиме на адаптирање на спортските терени. Мислам дека сето тоа е во развој на спортот во нашата општина, да имаме здрава младина и да имаме младина која ќе може да се надпреварува во рамките на Републиката, па и пошироко. Со нашето училиште, значи повеќе од 50% има освоено награди прво и второ место и активно ќе учествуваме на државниот надпревар. Така очекувате дека достојно ќе се представат, вложувате во спортот, во спортските содржини во училиштето и сега се актуелни училишните спортски клубови? Значи во последниве неколку години нашето училиште многу и активно учествува како на директно така и на индиректен начин во спремањето на учениците како во кондициона гледна точка, така и во наставниот кадар. Директоре Милковски, кажите ми, и вашите ученици, но овој пат ревијално се вклучија во општинскиот крос, бидејќи крос надпреварите во Средното општинско училиште веќе ги одредија своите представници недела предходно за државното надпреварување. Што значи да се одржува традицијата на еден ваков атлетски надпревар? Мислам дека ваквата традиција треба да продолжи во наредниот период, бидејќи атлетските кросови се едно место каде што може учениците да се надпреваруваат, да се докажуваат, а се разбира на некој начин и да спортуваат. Тоа е добро што започна оваа традиција градоначалникот, а може да речем дека назад повеќе години имаше една ваква традиција во овој град на атлетски крос кој се одржуваше по повод 1 мај денот на трудот. Значи една традиција убава, нека продолжи, јас ја поддржувам и се разбира дека ова е убави моменти каде што може нашите деца се разберат на некој начин да спортуваат, да се дружат и така натаму. Така, колку вложува Средното општинско училиште во спортските содржини капацитети и во унапредувањето на спортот во училиштето со оглед на тоа што веќе од годинава ќе бидат актуелни и спортските училишни клубови? Се разбира дека јас како директор правам напори да спортот биде застапен во нашето училиште и се нормално дека од наредната година ќе бидат застапени спортските клуби, односно еден час од наставната програма ќе биде наменета за спортските клуби, односно тој час нема да влегува во наставните планови, но тоа е надвор од тие активности и нормално дека во тоа многу ќе се допринесе за унапредувањето на спортот, не само во нашите училишта, него и воопшто во градот. Секако и граѓаните беа присутни во голем број на градскиот плоштад и го проследија настанот, бодрејќи ги учесниците, од кои најдобрите тројца во 4 категории во машка и женска конкуренција, покрај медалите и дипломите кои ги освоија, обезбедија и учество на државниот крос надпревар кој ќе се одржи на 16 мај годинава во Скопје. Од женската категорија, 7 и 8 одделение, третото место го освои Андријана Стојановска. Второто место го освои Климентина Китановска. И првото место Сара Стоилковска. Данјан Ангеловски. Која одделение си? 4-то. Во кое училиште учиш и кое место го освои на кросот? Линден и прво место освоив. Кажи ми, се подготвуваш ли, тренираш ли, спортуваш ли нешто? Да. Да? Тешко беше да се истрча? Да.
Честитки ти посакувам успех на државниот надпревар. Кажи ми како се викаш? Лина Рангелова. А од кое училиште доаѓаш? Од основното училиште Јоаким Крчевски. Кажи ми со кој наставник работите? Системавте ли? Со наставничката Слободанка Младеновска. И тешко ли беше да се учествува? Не. Доминик Николовски. Доминик, тешко ли беше да се учествува? Не. Кое место го освои? Трето место. Да се подготвуваш, да спортуваш ли нешто? Спортувам кошарка. И тешко ли е да се трча вака на долго растојание? Не. Ќе учествуваш повторно? Ќе учествувам. Се радуваш што ќе учествуваш на државното првенство? Да. Ти посакувам среќа. Благодарам. Кажи ми како се викаш? Лора Петкова. Лора, кое место го освои? Прво. Дали спортуваш нешто и дали ти беше тешко да учествуваш, да истрчаш? Спортувам повеќе спортови, но и не ми беше тешко да учествувам. Што мислиш за државното првенство? Ти биде тешко? Ќе има од цела Македонија? Не верувам. Да очекуваме да донесеш златна медаља? Да се надеваме така? Да. Се вика Марија Велковски, доаѓам од Јоаким Крчевски, освоив трето место. Спортуваш ли некој? Не, А како се подготвуваше за кросот? па вежбав. Вежбаше? Да. Возиш велосипед? Да, да, Така, очекуваш успех на државното надпреварување? да. Така, ти посакувам и јас. Благодарам. Кажи ми како се викаш, од кое училиште доаѓаш? Да, се викам да доаѓам од Илинден. Кое место го освои? Трето. Што очекуваш од државното надпреварување? Се надевам дека нешто ќе успеам. Ќе се подготвуваш ли? Да. Уште повеќе? Ти посакувам успех. Хвала. Кажи ми како се викаш, од кое училиште доаѓаш? Јас сум Климентина Китановска, доаѓам од училиштето Илинден и сум 8 оделение. Кажи ми, тешко беше да се искача, колку метри трчавте околу? Па, да, па не беше тешко. Спортуваш ли? Да, спортувам кошарка. Што предпоставуваш за државното првенство, како ќе се случува? Па се надевам дека ќе биде подобро и од ова, па ќе видиме. Златен канал како телевизија која секогаш ги поддржува спортот и младите, како редовен сервис и информатор на граѓаните, ги проследи сите моменти од крос надпреварот. Победничките и оние ревијалните, бидејќи средношколците од Ѓорче Петров во општинскиот крос учествуваа ревијално поради претходно обезбедениот пласма на државното надпреварување, но дадоа свој допринос и белек на настанот, кој од година во година е се попримамлив за учениците, кои од оваа година пак имаат мотив повеќе да се докажуваат. Од тука се до државните надпревари, од каде нема да не изненади доколку се вратат со одличја. Јас сум Дамјан Кимовски, 8 оделение, 8-летка и од основното училиште Илинден. Јас сум Адам Граматиков од основното општинско училиште Илинден, 8 оделение, 9-летка. Кажи ми, не учествувате прв пат представа? Да, не учествувам прв пат. Како е сегашниот пласман, кое место го Па го освоив трето место и тоа. Си бил друг пат меѓу првите? Не, меѓу првите 5 сум бил, да. Така, значи ова Да. е сепак најголем Да. успех досега. Кажи ми, Адам, знаеме си бил и прв, Да, 3 години поред. Прв, но сега втор. но оваа година ќе учествувате на државно надпреварување, знаете? Па Ќе ќе се се- подготвувате ли? Да, ќе се подготвуваме активно и се надеваме на првите 3 места. Така, предпоставам ќе имате голема конкуренција, ќе има надпреварувачи од цела Македонија. Што мислите, што ќе биде клучно за да постигнете успех на државното надпреварување? Ќе трчате, ќе се подготвувате како? Ќе Па, возите велосипед, нешто ќе правите? Ќе се подготвуваме со трчање. Им посакуваме многу среќа на оние кои ќе учествуваат на државниот надпревар, а до 16 проследете го интегралниот настан веќе од понеделник на нашата програма.